Гледате ново издание на Фактор магазин. На овие председателски избори излезноста беше многу мала. Но што покажуваат статистичките податоци? Дали и се поголемиот процент на граѓани кои напуштаат државата е и причината за се помалиот процент или малата излезност на овие председателски избори? На оваа тема ќе разговарам со Апостол Симовски, директор на Државниот завод за статистика. Директоре, ви благодарам што ја прифативте поканата за интервју. Моето прво прашање ќе го започнам со мала констатација. Во еден разговор кој со вас го правев, рековте дека од пописот не зависат изборите. Но моето прашање е, дали фактот што се поголем е процентот на македонски граѓани кои напуштаат државата се должи и на се поголемиот, односно се помалиот интерес на гласачи да изберат нов шеф на државата? Делумно сте во право, бидејќи во известна смисла секако отсутноста од земјата е фактор за нецелосен излез на сите граѓани на било кој избори. Јас не се сеќавам во досегашната историја да сме имале целосен офат, односно комплетна излезност на гласачите на било кои избори што се спроведени во нашава држава досега. И добар дел од причините за таа неизлезност е отсутството од државата. И покрај тоа што се организираат избори надвор од земјата, интересот очигледно многу мал на кај овие граѓани. Знаете самите колкав број на лица се пријавуваат да гласат во странство, а плюс делот тие и воопшто не се не јавуваат на денот на изборите да гласат. Меѓутоа не би го врзал исклучиво за оваа мала излезност, не би врзал само отсутството од земјата како фактор, бидејќи ако не се лажам, околу 42% беше излезност на председателските избори. Она вообичаено излезност е помеѓу 60-70%, барем за останатите избори кои што се спроведувале, дали се парламентарни или локални. Најчесто најголема излезност е на парламентарните избори, блиска до парламентарните е обичаено излезноста на локалните избори, а по правило секогаш била, барем искуството така не говори, најмала излезноста кај председателските избори. И тука има многу причини. Прво, ние сме парламентарна демократија. Тоа значи дека парламентот е можеби најважниот фактор кој што одлучува во државата, носи законски решенија и така натака. Власта е концентрирана најјако во овој дел. Понатаму, нели, тоа после изборите, вториот сегмент би била владата, меѓутоа тоа е веќе избор на парламентот, не е нешто што се бира непосредно, и најмали се ингеренциите на председател. Една од причините за традиционално помал одзив на изборите на председателските, веројатно, претпоставувам, и помалите ингеренции и помалата важност на оваа функција во државата од овие две претходно што ги кажав. Овој пат, барем понешто го слушаме по медиумите, а и што е констатација на самите политички партии кои што се нели играчи во оваа изборна трка, дека има и други фактори кои што влијаат на таа мала излезност. Дел е причина разочараноста од делувањето на досега на извршната власт пред се и на централно и на локално ниво. Дел е, веројатно има свој придонес и самиот потпишувањето на договорот со Грција, претходно потпишувањето на договорот со Бугарија. Меѓутоа, по друга страна, изгледността на референдумот, кој што беше врзан директно со потпишувањето на договорот од Грција, кажува дека можело да се на овие, очекувано беше на овие избори да има и повисока излезност, барем од тој дел кој што има онаа согласност кај населението, кај бирачите со дел од партиите кои што, односно кандидатите кои што промовираат одредена кампања врзана со ова прашање. Симовски, дали Државниот завод за статистика има точна евиденција колку граѓани од државата се иселиле во последниот период? Подолг период се шпекулира, се излага со податоци дека 600.000 граѓани ја напуштиле државата. Еднашка говорат дека тоа е од самостојањето до денеска, други говорат дека тоа е во последните 2 години и така натаму.
За жал, во Државниот завод статистика никогаш не се имало точен податок за тоа колка број на лица се иселуваат од државата. Согласно законот за престојувалиште, живеалиште и престојувалиште, секој лице кое што се иселува од државата е должно да го одјави своето живеалиште во земјата. Меѓутоа, тоа во пракса никој не го прави. Не го прави од многу причини кои што се навистина објективни, не се само чисто субјективна причина. Никој кој што се иселува не знае дека ќе добие дозвола за трајен престој во таа држава кај што сака да оди и слично и не сака да ризикува да го изгуби живеалиштето овде ако евентуално не успее таму кај што планирал да го продолжи својот живот. Така да многу е мал, исклучително е мал бројот на тие лица кои што го пријавуваат своето иселување од државата. И ова не е сегашна моментална ситуација, ова е нешто што трае од кога постојат миграциите на ова подрачје. Оно што точно се евидентира статистички е влезот на странци во државата. И се овие податоци што ги споменавте пред малку што ги објави Светска банка, ако не се лажам, се е резултат на анализа на таквиот тип на податоци. Односно на влез на македонски државјани во други држави, кои што се објавуваат, ги има на интернет секоја држава, ги има и на сајтот на Евростат и мислам дека на сајтот на Обединетите нации ги има. И тука може да се направи одредена проценка колку е тоа движење. Меѓутоа и оваа бројка не е точна. Зошто не е точно? Не можеме да тврдиме дека е точна, заради тоа што државата регистрира влез и кажува, а не е интересно од каде дошло лицето. Значи, некој доаѓа, тој е државјанин на одредена држава, тоа ги интересира. Кажува дека во таа држава се доселиле толку и толку државјани на Република Северна Македонија. Ама од каде дошле, не кажуваат. И сега можно е некој отишол во Италија, па од Италија отишол во Германија, тоа се регистрира. За нас тоа не е одселба, бидејќи тоа лице претходно веќе се одселило. Мислам дека најдобра слика за тоа ќе даде пописот, кога ќе спроведеме попис да видиме точно колку е население кое што е присутно во земјата. Велите дека миграцијата не е од денес, но фактите говорат дека во последниот период масовно се иселуваат од државата. Според вашите податоци, кои се причините или најчестите причини што граѓаните ја напуштаат државата? Во принцип, секојаш миграцијата е врзана со економските карактеристики и економска категорија. Па дури и оние миграции кои што во начело не се врзани со некакви економски ситуации, на крајот пак можеме да ги поврземе со оваква една причина. Делумно миграциите се последица и на факторот образование. Многу луѓе и од нашава држава, меѓутоа и од регионот, сакајќи за стекнат образование на некои од пореномираните универзитети во светот, заминуваат за да стекнат образование. За жал, многу малку од нив се враќаат. Значи, целата прво било да се образуваат, понатаму остануваат да работат, повторно го врзуваме со некакви си економски причини. Делумно се смета дека состојбите политички во земјата, несигурноста за екзистенција и на кариера, градење и така натака, или подобрите услови, можности кои што се во поразвиен свет за оваа работа, се исто така причини за миграцијата. Меѓутоа, повторно, и тоа се врзува со економските причини од економски карактер. Така да не можеме да говориме за, некакви си миграции кои што не снимаат барем допирна точка некаква со економските причини. Воглавном, тоа и во теоријата е така дефинирано, дека главната причина за миграција секоја се економските фактори, иако можеби директниот повод за емигрирање во почетокот бил нешто друго. Како што реков, образование или децава не емигрираат од желба, него ги следат родителите кои што заминуваат од земјата и слично. Цимовски, идната година не очекува попис. Вие неодамна изјавивте дека нема да дозволите политички попис. Меѓу другото, најпрво најавивте дека ќе избришете графата за етничката припадност, за дененове да слушнеме од премиерот Заев дека сепак има графа за етничката припадност. Дали со ова изјава можеби на Заев сепак се носи некаква политичка одлука, спротивна на она што беше и ваша првична заложба? И реков дека сакаме да го чуеме јавното мислење, да видиме какво ќе биде реакцијата на јавноста, па ќе одлучиме дали ќе биде дел од пописот или нема да биде дел од пописот.
Реакцијата на јавноста за жал не беше во насока да се избрише овој белег. Значи имаше жестоки реакции во јавноста за тоа, за идејата дали се вклучи овој белег во пописот, дури отворени најави за бойкот на пописот, особено од некои помали етнички заедници, така да ова не е одлука на премиерот, ова е одлука наша на заводот. Ние самите одлучивме дека ќе мораме, така и најавивме во почетокот, да го послушаме гласот на јавноста и да оцениме дали ќе се вклучи или нема да се вклучи. Оно што и мојата изјава дека нема да дозволам овој попис да биде политички попис, апсолутно стојам позади таа изјава, и главната причина која што имавме политички попис од 2011 година, поради што не ни успеа пописот, беше што тој попис, согласно законот, го спроведуваше Државна пописна комисија, а не Државниот завод за статистика. Во овој попис вакво тело нема да постои. Значи, комплетните ингеренции за спроведувањето на пописот ќе бидат во Заводот за статистика, која што е професионална институција, која што согласно закон е определена институција која што може да спроведе вакво истражување. Така да, главната врата за влезот на политиката е затворена, а има и други мерки кои што исто така ги не предвидуваме. Веќе се вклучени, бидејќи овој попис нема да биде оној класичен попис со користење на тој традиционален метод интервју лице во лице, туку ќе биде така наречен, ќе се користи така наречениот комбиниран метод, што подразбира и попишување лице во лице, меѓутоа и користење на податоци од регистри. Колку може да говориме за релевантни избори во ситуација кога ние немаме како држава точни податоци колку граѓани има во Република Северна Македонија? Да ви одговорам на ова прашање, јас би поставил на прашање што би значило тоа релевантни избори. Изборниот законник вели дека избирачи се сите државјани на Република Северна Македонија кои што се полнолетни, кои што се постари од 18 години и кои што имаат таа деловна способност. Значи, од полнолетните граѓани се исклучени лицата кои што имаат изгубено ова деловна неделовна него способноста за расудување. И сега, ако законот дозволува секој државјанин на оваа држава да биде гласач, тоа значи дека овие избори се релевантни, сите избори до сега се релевантни, во смисла на тоа дека тој има право да гласа. Вие немате право да го исклучите од избирачкиот список некој ако не е во државата. Значи, согласно законот. Ако сметаме дека право на глас треба да има само присутните лица во земјата, тогаш треба да се промени законот. Значи, согласно постојниот закон, апсолутно тој избирачки список е релевантен. Да, факт е дека има многу грешки во тој избирачки список. Ама тоа не се грешки од аспект на тоа дека некој е плюс додаден кој што не би требал да биде на тој избирачки список. Она стрелување дека многу умрени лица се наоѓаат натре и така не се точно, бидејќи тој се редовно се чисти на квартално ниво, се прочистува тој регистар од сите вакви случаи. Оно што јас можам да го констатирам е реална ситуација е да она појава многу честа во државата да официјалната адреса на лицето многу често се разликува од она де факто адреса. И тука настануваат многу забавни, ако некој го гледа избирачкиот список од делот каде што живее лично, ќе најде многу лица кои што или некои лица кои што не ги познаа воопшто, а екзистираат таму. Симовски, можно ли е да има повторно пролонгирање на пописот во случај да имаме предвремени парламентарни избори? Можевме да слушнеме денове од владеачката гарнитура дека доколку ги изгубат претседателските избори, ќе се оди на предвремени парламентарни избори. Се зависи од тоа кога би биле, ако би биле. Ако се случат воопшто. Ако евентуално би се случиле оваа година на есен, тогаш не гледам некоја пречка за спроведување на пописот. Бидејќи нема да имаме поклопување на термините, нема да има можност за злоупотреба на пописот во политичка кампања и слично. А од друга страна нема поклопување на двете кампањи, значи бидејќи ние предвидуваме одредена кампања за пописот да се информира населението и слично, со политичката кампања каде што во ваков случај постои можност дел од населението да нема
квалитетна информација за самиот попис како операција, која што нам нешто што ни е многу битно за да биде информирано, да знае дека ќе биде кога ќе биде пописот, како ќе се спроведува и така натака. Така да не очекувам некаков проблем, дури и да има евентуални предвремени избори, ако тие бидат на есен. Ако бидат на почеток на следната година? А ако се поклопат со терминот кој што ние го планираме за пописот, а тоа е месец април, значи да почне од 1 април да трае во текот на месец април, тогаш секако дека ќе биде пречка и веројатно ќе има некако пролонгирање. Меѓутоа тоа се работи кои што сега се во сферата на теоријата. Зошто има пат на просечната плата во државата? Што говорат податоците на Државниот завод за статистика и во тој контекст ми е какви се економските движења во државата? Кога говориме за движењето на платите, треба да имаме предвид дека тие зависат, висината на платата зависи од бројот на деновите во месецот, односно работните денови во месецот. Последниот податок кој што излезе од Државниот завод за статистика се однесува за месец февруари. Месец кој што има 28 дена, кој што е најкраток месец во годината и нормално и секогаш е тоа пракса во сите години наназад да имаме одреден пат на просечната плата во овој месец. Бидејќи не земаат сите плата како административците се едно колку е долг месецот да имате некој фиксен износ на плата, туку во најголем случај, особено во реалниот сектор, зависи и од бројот на одработените денови. Така да сосема нормална појава е во февруари месец платата да биде нешто пониска од она што е во јануари. Тоа до сега земете сите податоци на нас, целата серија на податоци за просечните плати, ќе видите дека секогаш е случај. Така да овдека не се бележи овој пад на просечната плата не е резултат на некакви се економски влијанија, туку на помалиот број на денови во месецот. Симовски, според вас, колку треба да изнесува најниската плата во Република Северна Македонија? Јас би бил среќен да биде многу висока секако. Последниот податок, ако не се лажам, за потрошувачката кошница беше дека за едно четврто члено семејство се потребни околу 38.000 за да може да оствари некаков нормален живот. Ако ова го земеме како репер, тогаш значи вкупните примања во едно четврто члено семејство би требало да бидат во најмалку барем во овој износ, за да може каква таква некаква си нормална екзистенција да има тоа семејство. Ви благодарам за разговорот. Благодарам вам. Тоа беше директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. А ние продолжуваме со вториот соговорник. Во времето на владењето на ВМРО ДПМН актуелна и популарна беше лопатата, кога екс-премиерот Груевски речиси секојдневно некаде отвараше фабрика, удирајќи темели, а денеска актуелна е пак метлата. Премиерот Зоран Заев најавува чистка. Но, дали изборните резултати на некој начин може да бидат и проблем околу постигнувањето на цензусот во вториот претседателски круг? На оваа тема и околу можноста за уставни промени ќе разговарам со универзитетскиот професор Александар Спасеновски. Ви благодарам што ја прифативте поканата за разговор. Ви благодарам за поканата и поздрав до вас и вашите гледачи. Спасеновски и ВМРО ДПМН и СДСМ првиот круг го оценија како победнички. Но фактичката состојба говори сосема нешто друго. Дека и СДСМ и ВМРО ДПМН не ги добија потребните гласови и потребната поддршка од граѓаните. Моето прво прашање до вас е: зошто се појави таа апатија кај македонските граѓани во однос на гласањето и поддршката, дали за едната или другата партија? Генерално, врз основа на изборните резултати на првиот круг на претседателските избори, може да се констатира дека доаѓа до една драматична промена на изборната слика и на политичкиот распоред на силите во Република Македонија во корист на опозицијата, која што на претходните избори имаше можеби најслаб резултат во својата политичка историја и од таму веројатно и политичкиот оптимизам кај ВМРО ДПМН од аспект на резултатите кои што ги освои, победата која што имаше во преку 40 на општини во Република Македонија. Меѓутоа во секој случај може да се констатира дека станува збор за изборен циклус во кој што имавме
една апатија, би рекло, како што рековте и вие, на дел од граѓаните Република Македонија во однос на излегувањето и гласањето на изборите. Кон ова исто така треба да се додаде и фактот дека имаше близу 4% од граѓаните кои излегува на гласање, меѓутоа одлучија да ги поништат избирачките ливчиња, односно бројот на неважечките ливчиња на овие избори исто така имаше позначителни димензии, односно поголема бројка. Меѓутоа, во секој случај треба да се земе во предвид дека една од причините за ваквиот помал интерес на граѓаните за учество во избирачкиот процес на претседателските избори во најголема можна мера се должи и на карактерот на самите избори, односно фактот дека станува збор за претседателски избори кои заради природата на изборите самите по себе и заради тежината во одредена смисла која што со себе носи претседателот на државата и неговото, би рекол, помало влијание врз карактерот на политичките прилики, влијаат во насока на намален интерес на граѓаните. Секако тука се и други критериуми, првенствено поврзани со иселувањето на дел од луѓето заради разни економски, социјални и други причини, кои што исто така влијаат во насока на намален интерес на граѓаните, односно намален учество, бидејќи едноставно тие не се тука. И секако, според мене, друг важен индикатор е непресушната тема или секогаш актуелната тема, поврзана со квалитетот на избирачкиот список и неговото реално осликување на бројот на луѓето кои што се присутни во државата и кои што објективно би имале право да излезат на гласање. Овие три фактори, значи карактерот на функцијата претседател на Република Македонија, заедно со иселувањата и со не до крај прочистениот избирачки список, според мене влијае во насока на тоа да имаме околу 40% излезност. Во оваа смисла исто така треба да земеме во предвид дека сите барем двата минати изборни циклуси за претседател на Република Македонија не треба да представуваат основа за споредби заради фактот што имавме изборни циклуси во кои што освен претседателските избори имавме и локални или пак парламентарни избори што самите по себе влијаја во насока на зголемена излезност заради вториот избор кој се правеше во случајот за членови на советите на општините и градоначалниците во едниот случај или пак членови на парламентот во другиот случај, што веројатно беше една од пресудните причини да имаме поголема излезност. Во секој случај, ако се навратиме дека на последните локални избори и во однос со овие претседателски, падот на поддршката кај СДСМ е околу 100.000 гласови. ВМРО ДПМН не ги освои досега потребните гласови од избирачите, кои релативно се движеа околу 350.000. Дали на двете партии им се потребни натрепартиски сериозни реформи? Мислам дека овие избори, последни претседателски, потврдија барем две нешта. Прво и најважно дека политичката власт на политичката коалиција предводена од СДСМ и ДУИ има сериозно разнишена доерба, која што се заканува тој процес на пад на популарноста да добие еден неповратен карактер. Дали тоа ќе биде така, не знаеме, меѓутоа факт е дека станува збор за политичко владење кој што има различен политички легитимитет. Од друга страна, пак кога станува збор за ВМРО ДПМН, ние треба да го земеме преди фактот дека ова представува првиот изборен тест на новото раководство на ВМРО ДПМН, предводено од претседател Христијан Мицковски, кој што во однос на два дела можеме да констатираме дека го положи тестот на времето или има позитивен резултат. Прво во однос на самиот начин на водење на политичката кампања. Политичката кампања самата по себе и во теоријата и реално во праксата знаеме дека представува еден сериозен, сложен начин на одвивање на определени нешта кои што предпоставуваат исклучително голема вклученост на личности во рамките на самата политичка кампања и од тој би рекол менаџерски аспект актуелното раководство на ВМРО ДПМН можеме неспорно заклучиме дека го положи текстот на времето, особено во светло на начинот на кој што беше водена политичката кампања, митинзите, пораките кои што беа испраќани, присуството на функционерите на партијата во јавност и така натаму, што самото по себе испрати една порака за сериозност и обединетост на најголем дел од луѓето во партијата околу кандидатот за претседател на државата и од друга страна самиот изборен резултат заради
намалениот интерес на граѓаните, можеме да констатираме дека е исклучително добар, дури во известна мера прилично оптимистички, заради фактот што опозицијата успеа за многу краток временски период, нели, да ги поврати оние силни политички упоришта, особено во клучните општини во градот Скопје, како и во третата и дел од четвртата изборна единица. Спасеновски, на нешто помалку од 10 дена пред вториот круг од претседателските избори, постојано се наметнува прашањето дали ќе се постигне потребниот цензус за избор на еден шеф на државата. Прашањето ми е дали доколку не биде избран претседател, Македонија влегува во нова политичка криза, или можеби и дали е возможно да се промовира и изреализира идејата за уставни промени, со што идниот шеф на државата би се избирал во собранието. Овие неколку дена од завршувањето на првиот изборен круг, следејќи ги активностите на политичките партии, можеме да заклучиме дека постои неспорен, силен, изразен политички интерес и кај СДСМ и кај ВМРО-ДПМН да дадат се што е потребно, да вложат сериозни напори за да успее нивниот кандидат, во случајот нели Стево Пендаровски, односно Гордана Силјановска, да успее да победи на вториот круг од претседателските избори. Овој факт, ваквата ангажираност која што приметуваме преку митинзите кои што ги имаше СДСМ во Тетово и во некои други места, преку активностите на Гордана Силјановска во рамките на градот Скопје и во некои други градови, овие 2 дена упатуваат на тоа дека постои исклучително силен, изразен интерес за победа. Тој факт самото по себе е еден важен индикатор кој што ни упатува на заклучокот дека партиите ќе настојуваат да мобилизираат што е можно повеќе гласачи, што е можно повеќе поддржувачи, и тоа да доведе до евентуално постигнување на цензусот од 40% и имањето на успешни претседателски избори во Република Македонија. Меѓутоа сепак мораме да бидеме искрени дека како резултат на најмалку 3 групи на причини, овој наш оптимизам во известна мера се релативизира. Првата група на причини е поврзана со природно малиот интерес на граѓаните за претседателските избори, споредено со парламентарните и споредено со локалните избори, и тоа е една константа во македонската политика која што можеме да приметиме. Впрочем, и првиот изборен круг упатуваше на таквата констатација. Вториот сериозен според мене проблем е тајмингот кога се одржува вториот круг од претседателските избори. Именно во овие 2 недели кога политичките партии треба да водат кампања, ние гледаме дека самата кампања се поклопува со великденските и првомајските празници, кога најголем дел од граѓаните се отсутни од местата на живење, дел од нив и отсутни од државата, и самиот тој факт влијае во насока на нивен намален интерес за претседателската кампања, што пак од своја страна ќе влијае, предпоставувам, може да има негативно влијание и врз бројот на граѓани кои што во недела на 5 мај ќе одлучат да излезат на избирачките места, заради тоа што генерално можеме да видиме дека во рамките на тие 2 недели, барем една недела, граѓаните природно заради великденските и првомајските празници нема да се занимаваат со политика, што самото по себе влијае во насока на нивен намален интерес. И исто така, генерално гледано, имајќи го предвид фактот дека двете големи политички партии кои што со своите кандидати влегува во вториот изборен круг, барем едната од нив во случајот СДСМ, како резултат на политичката димензија поврзана со последните проблеми во исламската верска заедница и некои други политички прашања, влијае во насока на дополнително намалување и на онака слабиот интерес на гласачите на нивниот коалицијски партнер ДУИ да излезат во вториот круг на изборите, што во генерална смисла може да има исто така негативен одраз врз постигнувањето на цензусот. Значи, една добра, една позитивна и 3 негативни причини кои што упатуваат на исходот од претседателските избори. Позитивната причина е силно изразениот оптимизам, волја, решителност, која што ја препознаваме кај политичките партии кои што застана за Стево Пендаровски, зад Гордана Силјановска, што е позитивен индикатор во прилог на тезата дека ќе се постигне цензусот, и 3 негативни причини. Првата негативна причина е природно намалениот интерес на граѓаните за претседателските избори, втората негативна причина е тајмингот кога се одржува вториот изборен круг кој што невозможува водење на кампања
кампања барем во една недела заради великденските и првомајските празници, и третата причина според мене се сериозната можност од создавање на политички конфликти на релација СДСМ-ДУИ како резултат на проблемите во исламската верска заедница. Ја спомнавте исламската верска заедница, прашањето ми е дали зад превирањата во ИВЗ насетувате политички пресметки на релација СДСМ-ДУИ или можеби зад овие битки стои ВМРО-ДПМН? Не случајно прашањето ви го поставам бидејќи тајмингот кога се случуваат пребирањата во ИВЗ коинцидира и со претседателските избори. Имено тоа како констатација од аспект на мотивациите за појавувањето на овој судир е предмет на интерес сечив, вклучувајќи не и нас, кои зборуваме денеска за исходот од вториот круг на претседателските избори. Меѓутоа, врз основа на првичните реакции, можеме да забележиме дека станува збор за едни попречни опозицијски толкувања на делови од СДСМ кои што се занимаваат со оваа проблематика и самата партија ДУИ која што имаше свој став во однос на последните состојби во оваа верска заедница. Ние знаеме дека според уставот верските заедници се автономни, дека религијата е одвоена од државата и во таа смисла не би требало да има посебно влијание некакви состојби, некакви превирања во одредена верска заедница, меѓутоа очигледно е дека овие последни настани во исламската верска заедница се закануваат според мене да влијаат негативно врз цврстината на односите помеѓу СДСМ или барем делови од СДСМ и Демократската унија за интеграција, што во крајна линија би можело да има негативен одраз врз мотивацијата на дел од гласачите на ДУИ особено во однос на поддршката која што очекувано би требало да му дадат на Стево Пендаровски во вториот круг од претседателските избори. Спасеновски, на крајот од разговорот, препознавате ли излез од подолгорочната кревка политичка состојба или можеби повторно ќе западнеме во нова, можеби, криза? Силна политичка неизвестност, според мене, постои, независно од решеноста на двете големи партии да извојуваат победа, што самото по себе влие мотивирачки од аспект на успешноста на претседателските избори. Меѓутоа, факт е еден перманентен факт е во нашата политика, неизвестноста околу постигнувањето на цензусот при изборот на председателот на Републиката. Впрочем, ваквата неизвестност, ваквите потенцијални, можни, очекувани проблеми како резултат на намалениот интерес на граѓаните, беа причина еднаш да го смениме членот 81 од Уставот на Република Македонија со амандманот 31 во 2009 година, со кој што го намаливме веќе еднаш цензусот од 50 на 40%. Меѓутоа, еве гледаме дека и овие избори го упатуваат на тоа дека прилично тешко се постигнува цензусот, што самото по себе не укажува дека е невозможно, но прилично тешко и од аспект на кревкоста на македонската демократија и потребата од отстранување причините кои што генерираат кризи, веројатно во услови на евентуален неуспешен втор круг од претседателските избори, самото по себе ќе влијае во насока на отворање на темата поврзана со начинот на изборот на претседателот на државата. Сметам дека востановената пракса претседателот на државата се бира од страна на граѓаните е добро решение. Единствено можеби политичките лидери во иднина во случај на неуспешни претседателски избори можеби треба да го насочат своето внимание околу цензусот кој што е потребен за избор на претседател во вториот изборен круг, а тоа е 40% од запишаните избирачи. Меѓу Стево Пендаровски и Гордана Силјановска-Давкова разликата е многу мала. Дали гласовите на албанската етничка заедница ќе бидат клучни околу победникот на претседателските избори? Јас лично очекувам дека и двајцата кандидати, впрочем тоа и тие го најавија во нивните обраќања по завршувањето на првиот круг од изборите во неделата вечер, а тоа е политичката кампања која што предоминантно ќе биде фокусирана на тоа како да се предизвика интересот,
да се добијат симпатиите на граѓаните кои што припаѓаат на немнозинските заедници, особено на припадниците на најбројната немнозинска заедница, а тоа е албанската етничка заедница. И во ова светло не треба да не чудат и предпоставено некакви политички комбинации поврзани со политичките репрезенти на овие партии чиј што кандидат, нели, во случајов кандидатот Блеир им река, не оствари доволна подршка да влезе во вториот изборен круг. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. И јас ви благодарам на поканата. Владењето на правото и борбата против корупцијата се главен проблем за македонските евроатлантски интеграции. Зошто корупцијата е рак рана за македонското општество, ја прашав Натали Петровска. Еве ги нејзините размислувања. Владењето на правото и борбата против корупцијата се главен проблем за македонските евроатлантски интеграции. Зошто корупцијата е рак рана за македонското општество, ја прашав Натали Петровска. Еве ги нејзините размислувања. До сега наидовме само на декларативни заложби за жал на институциите, односно на владата, во поглед на борба против корупција и владење на право, така што можеби институциите сами по себе, односно власта би требало малку поревносно да пристапи кон борбата против корупција и владење на право. Заложбите, како што кажав, на владата, меѓутоа и на генерално носителите на функции во институциите би требало да бидат повеќе од декларативни, би требало да бидат поупорни во борбата против корупција и со тоа да се настојува, нели, да се обезбеди владење на право во државата. Реформите се во процес и во континуитет гледаме дека имаме реформи, меѓутоа суштински аспект не би ги оценила дека се суштински, односно не би оценила дека до сега барем дадоа некаков резултат. На крајот би сакал да ви ги честитам великденските празници. Се гледаме повторно за 7 дена во исто време, четврток, 19 часот и 15 минути. Пријатно.